Утре е прочка. Простете за да ви биде простено и имајте чиста душа, вели утрешниот христијански празник прочка за кој многумина велат и дека е празник на македонскиот народ. Духот на прочка е највозвишен, бидејќи помирува, возвишува и ги зближува луѓето. Утре во недела е празникот прочка, при што си простуваме еден со друг, но треба да побараме прочка на оној што сме му сгрешиле, а да простиме на оној што ни сгрешил. И во молитвата Оче наш се вели: прости ни ги долговите наши, како што ние ги простеваме на нашите должници. Со тоа самим бараме од Бога колку ние ќе простиме, толку и тој да ни прости. Ако простиме изобилство, да ни биде простено изобилство. Ако сме тврди по срци да не простуваме, нема и нам да не се прости. На кој начин, кој на кого приоѓа и во кој дел од денот се практикува барањето за прошка и простувањето? Според учењето Христово треба да пристапиме ние да побараме прошка од оној на кој што сме му ние сгрешили. Или како што се вели во Светото Писмо, ако братот нешто има против тебе, оди и прашај го зошто и што е проблемот, за да можете да се измирите и да имате љубовта Христова како што тој го возлюби светот и сам се предаде за нашето спасение. Освен личниот аспект, прочка има и семеен. Што ова значи во македонската традиција? Семејството е собор, како што и црквата е собор на живи конкретни личности, така семејството е основната клетка на нашиот свет, на светот и на човештвото, па затоа и овој празник има семејна димензија. Бидејќи знаеме дека во текот на годината во семејството или во потесното или поширокото семејство сигурно со некого нешто сме се подскарале, сме се подналутиле и затоа соборно, собирајќи се токму на овој ден, да си простиме еден со друг.